Почитувани во пресцентарот на АМИА во Штип е универзитетскиот професор Андон Мајхошев, професор по трудово право на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев. Господине Мајхошев, добро дојдовте во пресцентарот на АМИА во Штип. Добар ден и ми е чест што сум овде. Поводот ни е објавувањето и промоцијата на книгата 100 години синдикално движење во Штип. Првото синдикално движење во Штип е во 1923 година. Вие сте автор на книгата, меѓутоа има и коавтор. Да ни кажете колку време ви беше потребно за да ја направите, да ја оформите оваа книга? Да, значи книгата заеднички ја пишувавме со професорот Оливер Цацков од Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев и книгата заеднички ја пишувавме околу 2 години. Ја поделивме работата во пишувањето на книгата. Првиот историски период кој што е опфатен во книгата го пишуваше професорот Оливер Цацков, а тоа е периодот од 1918 до 1944 година. Вториот период и третиот го пишував јас. Значи, вториот период се однесува на периодот од 1945 до 1989 година. Тоа е периодот на и административниот и самоуправниот социјализам, и последниот трет период е периодот на транзицијата од 1990 година па до денешен ден. Штипјани биле прогресивни луѓе што имаат синдикално движење уште пред 100 години. Рековте и во книгата пишува дека првиот протест, првиот штрајк бил во 1924 година. Кој штрајкува? Кој протестира? Да, значи синдикатот, општинскиот синдикат, значи се здружиле овие занаечиите од различити дејности, конфекцијски, текстилни работници, шапкари, кондуражи, угостители и така натаму. Тие се здружиле и формирале еден синдикат, да речеме општински синдикат, и избрале своје председателство, свој председател, и меѓу првите активности кои што ги спроведел синдикатот веќе наредната година, тоа било во април 1924 година, го организирале првиот штрајк во Штип, а веќе на 1 мај истата година, значи 1924 година, го организирале и го одбележиле 1 мај со првомајски протест. Во овие 100 години и вие имате удел во синдикалното движење, бевте председател на регионалниот синдикат, па да ни кажете кој период е најцрн за работничките права во Штип? Да, најпотресен период за работниците и работничките права е периодот на транзицијата. Значи, со започнувањето на реформите, започнувањето на периодот на транзиција, голем број на закони беа променети, и тоа закони кои што кореспондира и одговара на пазарната економија, бидејќи тогаш се спроведуваше пазарна економија, а тоа значише многу укинување на многу закони и донесување на нови закони кои што значија истовремено и кратење на правата од работен однос. Тој период можеме да кажеме е стресен, потресен, траурен процес за работниците и работничките права, а ја бев дел од тој трустен период, го раководев општинскиот и регионалниот синдикален совет, и тогаш можам слободно да кажам дека значаен дел од транзицијата во Штип помина преку мојот грб заедно со работниците и членовите на синдикатот. Заедно сето тоа го преживувавме заеднички, се боревме заеднички, и тука би го споменал еден многу познат автор, Џон Кенет Галбрайт, кој што ги ја поручувал моќта на синдикатите, структурата на моќта на синдикатите и на другите организации. Тој за синдикатот вели дека синдикатот е многу моќна организација, но опасно моќна, уште поопасно моќна организација се мултинационалните компании. И во тој судир помеѓу овие два организирани облици, синдикатот излегува секогаш како губитник. Но тоа не значи
значи дека овој транзиционен период ние синдикатите сме имале големи, сме биле губитници, но сме имали и синдикални победи кои што имало одреден прогрес или зачувување на или одбрана на работничките права. Така. Во книгата дали поместувате колку е штрајкови протести имало во Штип за овој период? Да, имало 10% од вкупниот број штрајкови, да речеме, во периодот кој што е транзициониот период, значи 10% од штрајковите се случувале во Штип. Ако во транзициониот период моите истражувања покажуваат дека имало, зборувам од 1990 година наваму, околу 1400 штрајкови протести, 10% тие се, значи 140 штрајкови протести имало во Штип во период од 20-30 на години. Значи Штип бил погоден многу од транзицијата, многу работни места се изгубени, многу предпријатија се ликвидирани, најголемите предпријатија беа во Штип, Македонка, Стибо и Зик Црвена звезда, беа под удар на законот за 25-те загубари и во тој временски период знам дека во овие предпријатија работните места ги изгубија некаде околу, отеднаш за краток период, околу 1700 работници. Да ни дадете едно појаснување, која е разликата помеѓу протест и штрајк? Има разлика. Значи, штрајкот е мене ми смета, да не ме погрешно сватите, кога во многу новинарски извештаи, еве сега се зборува за штрајкот на лекарите во, не знам, специализанти. Или штрајк на средношколците, штрајк на земјоделците, штрајк, не знам, на пензионерите. Значи, штрајк, право на штрајк, според позитивното трудово законодавство, може да организираат само синдикатите и нормално членовите на синдикатот, а тоа се вработените. Така да, се што не е вработено, што не се во работен однос, можат да организираат протест. Тоа, впрочем, е гарантирано и со Уставот, тоа е гарантирано и со закон. Значи, разликата помеѓу штрајк, право на штрајк имаат само вработените, а протест може да протестираат и невработените, и учениците, и средношколците, и пензионерите, и други структури, организациони облици во општеството. Имавте штрајк пред речиси еден месец. Универзитетите, државните универзитети, по делот на изjednačување на платите, заедно со УКИМ, со најголемиот универзитет по земјава. Ја добивте оваа битка со државата? Останатите универзитети? Ние ја, мислам сега, да не кажам некој тежок збор дека испадна дека биеме битка се бориме со институциите да ги подобриме, да ја подобриме вкупната општествено-економска и социјална положба на вработените на универзитетите, бидејќи ние делуваме сега на ниво на универзитети. Тој е процес. Во моментот може би добивме некакво покачување, тука секако дека е заслужен и синдикатот на универзитетот во Кирил и Методи, тие се локомотивата во тој процес. Ние се прикачивме на таа локомотива останатите 5 универзитети и успешно одевме по шините и дојдовме до нашата цел, но тоа не е крајната цел. Праксата во трудовото право и во трудовото законодавство, платите секогаш се зголемуваат со колективни договори. Сега платите освен ако го исклучиме Универзитетот Кирил Методи, кој што тоа го направи со потпишување на колективен договор на ниво на УКИМ. Ние останатите 5 јавни универзитети, покачувањето го зголемивме со протести, со притисок, но ги применија со измени, дополнување на законот за високо образование, применувајќи ги истите коефициенти како што се утврдени во колективниот договор на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Тие коефициенти сега ги ставија во законот за високо образование од една едноставна причина, затоа што имаш и законска пречка во услови на распишани избори.
тој е член 8 од изборниот законник, забранува подпишување на колективни договори. Нас, останатите 5 универзитети, не фати тој период кога се распишаа парламентарните и преседателските избори и тоа ни беше главната пречка да не успееме да подпишеме колективен договор. Тој проблем го премостивме со дополнување на Законот за високо образование, нормално во преговори и со притисок, се разбира, и со измената на Законот за високо образование ги изедначивме коефициентите, односно истите коефициенти важат, со тоа што се надевам после изборите дека оваа грешка, јас мислам дека тоа е, по моје мислење, дека тоа е грешка, не може во закон да се утврдат платите со закон, туку тоа коефициентите секогаш се утврдуваат, а тоа е и западна пракса, во високо развиените цивилизации со поголема традиција, нели, во трудово-правната легислатива. Значи, овој пропуст ќе го исправиме со натамошна наша активност, се 6 јавни универзитети со заложба за подпишување на колективен договор на ниво на високо образование. А за да го направиме тоа, ќе мора да формираме синдикат за високо образование. Во меѓувреме, овие наши контакти, сега што ги правиме со меморандумот, со контактите претходно и протестите што ги правивме, една од нашата заложба кој што си ја зацртавме во нашите разговори, да се формира наскоро, да го формираме и основаме тој синдикат за високо на ниво на универзитети, односно за високо образование. Што ќе барате во колективниот договор? Од што нема да отстапите? Ние ќе бараме, значи, овие да се изедначат прво, значи, нашата цела сите јавни универзитети да бидеме еднакви. Значи, тоа сега, бидејќи помеѓу универзитетите, останатите јавни универзитети се провеа едно мислење дека другите 5 јавни универзитети се дискриминирани. Нели? Но ние нема да отстапиме во следното. Прво, ќе сакаме, и така ни е договорот, да ги унифицираме коефициентите за секое работно место. Хигиеничар во УКИМ да има и останатите. Редовниот професор, платата, истиот коефициент да биде, и така е, и засега е така, не може да не делат во државата, кога имам ист степен на сложеност на труд, иста одговорност, иста тежина на работа, и мислам дека тоа ќе го постигнеме со заеднички настап на сите 6 јавни универзитети во иднина. Чекаме само да завршат изборите, активностите започнуваат. Во таа насока, во меѓувреме ќе правиме активности да го основаме синдикатот за вработените во високото образование. Ни се доближува 1 мај, денот на меѓународниот ден на трудот. Според вас, дали македонскиот работник ги ужива работничките права? Дали се кршат работничките права? Да, ова прашање е многу интересно и актуелно и секогаш пред 1 мај се поставува ова прашање, иако заслужува секојдневно вака да се поставуваат овакви прашања низ призмата на правата од работен однос. Се кршат работничките права, не се почитуваат до крај. Имаме солидно трудово законодавство. Ако ги гледаме сега во услови на пазарна економија, се разбира, мислам дека синдикалното движење е на некој начин ослабнато, прилично ослабнато, и тоа, а синдикатите се еден вид не само поддржувачи, туку и контролори како се почитуваат законите во сферата на трудовата легислатива. Мислам дека правата од работен однос во сите сегменти на стопанските субјекти, па дури и во јавниот сектор, каде што се јавува и државата како работодавач, се кршат правата од работен однос. Многу помалку, се разбира, но се кршат и не се почитуваат до крај. Особено се кршат и не се почитуваат во сферата на реалниот сектор, во сферата на приватниот сектор. И тука секојдневно, додека бев председател на синдиката, сега ги следам од една друга моја позиција како професор, да речеме, кој што ги следи и ги истражува овие ваквите состојби, нормално постои овој процес, овие проблеми постојат, не се почитуваат до крај правата од работен однос, и мислам дека тука
е потребно синдикатите да зајакнат повеќе и да бидат поборбени во смисла на заштита на правата од работен однос. Работниците од реалниот сектор немаат основни синдикални организации, барем тоа можеме да го видиме овде во Штип, градот на текстилот. Во последно време, во изминатите неколку месеци, ми се чини дека своите работнички права ги бараат пред се луѓето вработени во јавниот сектор, во државните институции. Видовме штрајкови во Фонд за здравство, во пошта и уште во кои не други институции. Дали според вас македонскиот работник, без разлика дали е во приватен или државен сектор, си ги знае своите права? Не си ги знае доволно. Иако станува збор дури за некои јавни институции каде структурата е подобра од образовна гледна точка, мислам дека докрај не си ги познаваат правата од работен однос и тука е потребно да се прават дополнителни едукации и за овие работници, особено во реалниот сектор, и за јавниот сектор, исто и за него зборуваме, дека правата од работен однос и често пати се менуваат и законите. Значи, ние што ги следиме законите перманентно, понекогаш не затекнуваат. За еден месец имаме ситуација кога одреден закон се менува 2 пати. Значи, ние ги следиме таквите процеси, па најдуваме на одредени проблеми, а не овие вработени, да речеме, и во јавниот, и во приватниот сектор, кои што ги немаат таа можност и немаат професионална обврска да ги следат тие процеси, значи, не можат нормално дека не си ги знаат докрај своите права. Затоа тука е синдикатот, постојано да ги едуцира, да ги укажува на овие работи, сето се што ќе се промени законите во било кој сегмент, нели, и во која сфера, синдикатот и други облици на невладин сектор да ги едуцира, да ги информира работниците во кој сегмент се променети правата од работен однос, дали на подобро или на полошо. Неколку години се веќе најавува нов закон за работни односи. Во изминатите неколку години имавме неколку јавни дебати на оваа тема за законот за работни односи. Реагираа синдикати, невладини организации, реагираа и работодавачите за одредени делови во овој закон. Според вас, дали го имате вие видено таа работна верзија на новиот закон за работни односи и дали ќе имаме добар закон? Ги има раните верзии, има законот за работни односи претрпе повеќе драфт верзии кои што се менуваа, нели, на укажување на синдикатите, на укажување на стопанска комора, на укажување на организацијата на работодавачи, се со цел да се подобри текстот, бидејќи ова е многу важен закон кој што веќе овој важечкиот е надминат и бара, нели, негово прилагодување спрема новите услови на стопанисување. Овие подоснежните верзии ги немам видено, меѓутоа законот за работни односи во моментот и еден подолг временски период е ставен во фиока. А тоа значи дека се чекат негово донесување после изборите. Само знам дека мои заложби и заложби на неколку професори по трудово право сметаме дека одредбите во законот за работни односи, јас личниот став ќе си го кажам, значи во законот за работни односи делот кој што се однесува за синдикатите, одредбите за синдикатите, делот кој што се однесува за економско-социјалниот совет, тие се делови сувишни да се наоѓаат во законот за... Тие треба да се отстранат и во посебен закон таа материја да се уреди. Иначе има дискусија и се размислува да се донесе, а тоа е мој став, посебен закон за синдикатите. И тука да се
утврди положбата на синдикатите, начинот на добивање на репрезентативност, да се утврди кој орган ќе ја дава репрезентативноста, кои критериуми ќе бидат воспоставени, кои проценти. Мислам дека процентите кои што се дадени во моментот за репрезентативен статус на синдикатите се премногу високи. Тој цензус треба да се симне, да се даде можност и шанса на помалите синдикати, борбени синдикати, но помали по бројност, да влезат и во економско-социјалниот совет, да добијат и репрезентативен статус и да дават нов квалитет на синдикалниот живот и на синдикалната борба во Република Македонија. Затоа што имаме ние синдикати кои што се инертни, зачаурени, имаме борбени синдикати, но имаме синдикати кои што се инертни и кои што треба да го променат својот метод на синдикална борба. Токму од овие причини сметам дека треба да се донесе закон, тие одредби од Законот за работни односи да се извлечат, да се стават во посебен закон за синдикати и да се растовари овој Законот за работни односи од одредби кои што не се чисто од работни односи, иако синдикализмот е често поврзан, не често, судбински, исконски е поврзан со правата од работен однос. И сосема на крајот од овој разговор, да ни кажете дали веќе подготвувате, спремате нова книга? Имам еден текст кој што 80, може би повеќе проценти е готова, токму е за синдикализмот, тој е теоретски дел. Кога ќе излезе не можам да кажам, малку ќе направам пауза, некако се многу изфорсирав во последните неколку години. Во секој случај, во некоја догледна иднина, таа книга е теоретска, значи називот планирам да носи наслов на таа книга, современ синдикализам или вовед во современиот синдикализам, во кој што сите најважни теми од структура, од организациона поставеност, од улогата на членот, од креирањето на синдикални, социјални политики и така натаму да бидат опфатени во таа книга, но тоа ќе биде понатаму. Си го оставам како задача тоа да биде, инаку со професорот Цацков, кој што веќе почнавме да третираме некои синдикални теми, можно е да во некоја догледна иднина и направиме една нова книга. И баш нашите заеднички размислувања ни беа во тоа, оваа книга што излезе 100 години синдикално движење, да не ја оптовруваме со премногу текст. Идејата ни беше како е синдикатот третиран во информирањето и во медиумите. Значи, тој аспект да го малку опфатеме поопширно и да излезе некоја книга во некаква форма. Значи, тоа се некои наши планови кои што треба да излезат во ина. Благодарам што ме поканивте, ми беше чест и задоволство. И на мене. Ви благодарам многу на разговорот во прес-центарот на Мија во Штип. Почитувани во прес-центарот на Мија во Штип, гостин ни беше Ангел Мајкошев, универзитетски професор од Универзитетот Гоце Делчев.